Благодарам, председателке. Најпрви јас не слушнав аргументи за тоа зошто денес не би се одржала оваа комисија. Тоа што пратениците од опозицијата денес не сакаат воопшто да ги слушнат аргументите на заменик министерот кој што е тука, не сакаат да слушнат која е поентата на овој заем, зошто се зима сега и сето тоа што треба да се образложи во врска со заемот, од вас како председателка на оваа комисија најмалку што го очекувавме. Заради тоа што ако веќе зборуваме со полна уста за демократија, тогаш треба да оставиме простор да ги кажеме нашите ставови, да ги соочиме нашите ставови. Направивме се за да постојат услови во оваа сала. И еве, бидејќи тука се колегите од опозицијата и сакат да зборуваат колку е лош во наводници овој заем, имаат простор, имаат време, имаат начин да си ги кажат своите аргументи. А народот преку малите екрани, преку медиумите ќе оцени. Денес имаме цел ден. Оваа комисија може да работи до 12 часот по полноќ, па дури и после 12 часот по полноќ. И можеме да зборуваме за заемот, без разлика што е скратена постапка. Се додека има заинтересирани луѓе кои што ќе дебатираат, дајте да дебатираме. Па да извадиме се на маса и да видиме до каде ќе пристигнеме. Со молчење и со поминување на денот, и со поминување на денот утре и задутре, ништо нема да направиме. Само ќе останат нејаснотии кај граѓаните. Ако вие толку сакате да се знае вистината, еве да зборуваме. Што значи услови постојат, тоа не ви е изговор за да не ја одржите денешната комисија. Од друга страна, немате деловнички причини да ја прекинете вака наеднаш комисијата. Комисијата треба да продолжи, бидејќи тука има членови, има заменици членови, има расположение за работа. Ако не ви се работи, тоа е нешто друго. Ако не сакате да работите, тогаш кажете дека е така. Затоа ќе ве замолам, како председател на оваа комисија, да покажете демократија како што знаете да покажувате, да си ја одржиме комисијата, да си дадеме простор, да си ја отвориме седницата и точката да си ја отвориме за разгледување. Тука е заменикот министер да одговара на прашањата кои што ќе ги имаат претениците од опозицијата и едноставно да видиме чиви аргументи се издржани и да видиме зошто овој заем денес е на наш дневен ред. Ви благодарам.